Иако до крајот на неговиот мандат остануваат само 11 дена, се погласни се повиците за отповикување на Доналд Трамп. Американскиот устав ја дава таа можност. По насилните протести, председателот во заминување се обрати до нацијата. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness and mayhem. Доналд Трамп призна дека Конгресот ги потврдил изборните резултати, но не му честиташе на Џо Бајден, а на Твитер напише дека нема да присуствува на инаугурацијата. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. Претходно, новоизбраниот председател со остра порака за неговиот претходник. Бајден не ги коментираше се погласните барања за отстранување на Трамп пред истекот на неговиот мандат поради поттикнување на насилство. Демократите и во Сенатот и во Представничкиот дом сакаат да биде имплементиран уставниот амандман 25 кој предвидува отповикување на актуелен председател. He must be removed from office. While it's only 13 days left, any day can be a horror show for America. И дел од републиканците бараат отповикување на Трамп. All indications are that the president has become unmoored, not just from his duty, nor even his oath, but from reality itself. 25-тиот амандман овозможува отстранување од функцијата на председател кој не е способен да ги извршува своите права и обврски преку гласање на подпредседателот и на мнозинството од кабинетот. Засега ниту подпредседателот Майк Пенс, ниту некој од државните секретари јавно не се произнеле за ова. With the remaining time, I think there would be some obstacles, both practical and legal, to doing it. So it could be done, but it would be very hard to do. Во меѓувреме, федералните обвинители велат дека водат истрага за нередите и дека ќе поднесат обвиненија за сите кои ги поттикнале, што евентуално би можело да значи и за Доналд Трамп. Тој ги повика поддржувачите да се упатат до Конгресот и да ги притиснат законодавците да не ја потврдуваат победата на Џо Бајден. The images are shocking and sad, and I think the unfortunate but somewhat predictable conclusion of the president's denigration of democracy. Ненси Пелоси изјави дека доколку Майк Пенс не го искористи амандманот 25, Представничкиот дом можеби повторно ќе поведе постапка за импичмент на Доналд Трамп. Пред само една година, обидот за негово отповикување на овој начин не беше успешен. Конгресот не заседава до следната недела. Во главниот град на Соединетите држави е прогласена вонредна состојба во наредните 2 недели, до позавршувањето на инаугурацијата на Џо Бајден, која е закажана за 20 јануари. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.